Се разгорува битката за избор на прв човек на Кривичен. Даниела Димовска, актуелната ВД председателка на Кривичниот суд, Ивица Стефановски, судија во Кривичниот суд, во трка за прв човек на Скопскиот Кривичен. Денеска во судскиот совет одговараа на прашања од членовите како ќе ги заштитат судиите доколку пријават политички притисоци. Димовска ветува дека за 40% ќе го скрати времето на судските процеси и дека ќе имплементира и електронска достава до адвокатите за да нема доцнење или одложување на ручиштата. Јас сум на оваа позиција 10 месеци и сметам дека треба да се постават индикатори што ќе мерат резултати. Горда сум на моите колеги. Предметите за семејно насилство ги завршуваме во просек за 4 месеци. Судиите, особено во Кривичниот суд, работат вредно. Во 8 часот сите се веќе на работа, со огромен број предмети. Но за жал, ние сме многу видливи само кога има негативни вести. Само еден коруптивен случај ја руши довербата во сите нас. Нам ни е преку глава од тие 2%. Стефановски кажа дека ќе се залага да се скрати траењето на постапките, а ветува подобрување на транспарентноста и меѓучовечките односи. Голем проблем за Стефановски е тоа што има неравномерно распределување на предметите. Тој е познат во јавноста по предметите за Љупчо Палевски и насилникот од Карпош Стојанче Јовановски. Сметам дека треба да им се даде приоритет на старите предмети и да се намали времето меѓу рочиштата. Тука има простор за поенергичен и посериозен пристап кон ажурноста. Системот АКМИ се стар повеќе од 20 години и не препознава сложен или едноставен предмет. Затоа распределбата не овозможува еднаков товар кај судиите. Некои се преоптоварени. Целта е, преку изборот на овој председател да дојде до подобра организација, до поважно судство, да се намали или да си застави зборот долгата правда не е правда. Сепак сите се овие прашања поврзани со личноста, со искуството, со неговиот капацитет на менаџирање, иако има и овој пимнели причини, но сепак субјективниот капацитет на првиот судија, односно председател, и дека има влијание. Комисијата сите резултати ќе ги презентира до советот. Членовите ќе направат рангирање, пошто кандидатите ќе имаат право и на приговори до управниот суд. Доколку нема забелешки, ќе гласаат кој од двајцата кандидати, Димовска или Стефановски, ќе седне во председателското столче во Кривичен, кој важи за еден од најмокните и најекспонирани судови во државата.